Не, ова е претерано, не се трпи, наискрено ви кажам. Овие што треба да стават ред, тие прават најголем неве. Прашање е денот кога ќе морам веројатно пак да си земам правдата у моите раце. Немој да мислиш дека сме те заборавиле. Ке се видиме за кратко. Вакви пораки добивал затвореникот Тони Денковски, осуден на доживотен затвор за тројно убиство во скопски ресторан. Вели дека вработени во затворската служба постојано му вршат притисок и му се закануваат. Барале пари од него. Притисоците и заканите ги пријавил во обвинителството, но тврди дека ништо не е превземено. Значи се дадени во обвинителство, објаснато на Лиле Стефанова, имам плюс од одредени вработени лица усни закани, што имам нормално предочено у јавно обвинителство и никој ништо не превзема. 5 години, како што раскажува Денковски, трае тортурата врз него. Вели дека повеќе не може да издржи. Имам 5-6 години. Ајде прво ги игнорирав на некој начин, после почна константно да го прават тоа и тие мислат дека никој им се тлажи. Тие сакаат овде да ве натераат само да направите уште еден проблем. Јас за тоа лежам бе госпожа Паула. Разбирате ли, за закан, од што имам закани по животот на моите деца и по мојата фамилија, се случи тоа што се случи. Гневен е за тоа што пријавувал неколку пати, но досега никој ништо не направил да запрат заканите. Откако ја видел сторијата на Алфа во која сведочи осудениот поранешен заменик министер за култура Јанковски, решил и тој да обелодени што се случува во затворот и да ја сподели својата приказна со јавноста. Овде е лудница, овде е мачилиште, овде тие не знаете, тие се понашаат како да го донеле затворот од дома на директорот, бев на разговор, му предочив све, му кажав, вика за 3 дена ќе ти биде све завршена работата. За 3 дена пута 300 пати почнаа да малтретираат и да прават разни глупости. Се надава дека конечно ќе се разбудат надлежните и ќе почнат да постапуваат. Директорот на затворот Идризово, Зоран Јовановски, вели дека знае за случајот и потврди дека е пријавено. Тој појасни дека во обвинителството има повеќе вакви предмети, односно повеќе затвореници пријавувале рекетирање, но појасни дека не ја знае точната бројка и затворскиот директор очекува реакција од обвинителите. Инаку, Денковски на доживотна робија откако во 2010 со калашников усмрти тројца во познат скопски рибен ресторан. Но убиството му претходеле закани по живот за него и неговото семејство, па Денковски не можејќи да најде излез од тортурата што ја трпел подолго време, правдата, според неговите искази во судница, ја земал во своји раце.